Со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден, во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Десетина вработени во УЈП Штип и Струмица уапсени за трагедијата во Кочани за злоупотреба на службена положба и овластувања, како и примање и давање мито. Меѓу приведените и влијателни ликови. Актуелниот генерален секретар на антикорупцијска комисија добил највисока оценка од 96,5 бода за председател на комисијата, дознава Сител. Зад него се поранешниот ревизор Смилевски и професорот по право Чавдар. Нови министри и директори следната недела. Премиерот не гледа потреба од нов коалиционен партнер во владата по уцените од села. Неофицијално, Вреди одлучи Сари да биде вице-премиер, а Хоџа министер за животна средина. Фетаи од вице-премиер ќе стане министер за европски прашања. Анонимни телефонски линии преку МВР за пријавување корупција и девијантно однесување во здравството, најави премиерот Мицкоски по индициите за корумпирани здравствени работници. Наместо електронски уред, дел од студентите избираат кеш пари за ваучерите од владата. И постдипломци аплицирале и добиле ваучери, иако не им следуваат. Трамп и Путин имаат нов план за крај на војната во Украина, според кој Киев останува без голема територија и преполовена армија. Од Сителовите репортери на теренот, Зоран Јаневски за последните апсења за пожарот во Пулс во Кочани. Десетина вработени во УЈП Штип и Струмица се уапсени за случајот со трагедијата во Кочани. Според првичните сознанија се работи за кривичните дела злоупотреба на службена положба и овластување, како и примање и давање мито. Дали меѓу нив има и лица за кои веќе се шпекулираше во јавноста? Во живо го прашувам Зоран Јаневски. Тино, официјално од јавното обвинителство и полицијата се уште не откриваат дали меѓу уапсените се и оние лица за кои што се шпекулираше во јавноста, сепак веќе неофицијално меѓу уапсените е и братот на вршителката на должност, председател на Скопскиот кривичен суд, инаку даночен инспектор вработен во управата за јавни приходи во Штип. Како што информираат од обвинителството, во заедничка акција со полицијата денеска и во текот на вчерашниот ден уапсени се десетина лица. Најголем дел од нив се инспектори на управата за јавни приходи од Штип, Струмица и Кочани. Според обвинителството, тие се осомничени за злоупотреба на службената положба, примање мито и фалсификување на исправа. Овој случај се поврзува со трагедијата во кочанската дискотека Пулс, бидејќи веќе во јавноста е познато дека собствениците на дискотеката имале директна комуникација со инспекторите на УЈП. Тие ги информирале дали ќе има инспекција во објектот и како треба да постапуваат доколку се појават даночните инспектори на УЈП во дискотеката. Сепак повеќе детали за акцијата гледаме во прилогот. Се проширува истрагата за работењето на дискотеката Пулс. Во соработка со Кочанското обвинителство и полицијата, денеска и во текот на вчерашниот ден се уапсени десетина лица. Најголем дел од нив се инспектори на УЈП од Штип и Струмица. Според државниот обвинител Коцевски, за лицата постоел сомнеж дека земале мито, оддавале службена тајна и ја злоупотребиле положбата како даночни инспектори. Денеска се приведени нешто помалку, по моја информација, околу десетина лица и во моментот се вршат претреси на одредени локации. Само можам да ви кажам во овој момент дека се работи за лица вработени во управата за јавни приходи, а за кривични дела, то прва ќе видиме, меѓутоа првичните сознанија се за кривични дела злоупотреба службена положба, овластување и примање и давање мито. Според обвинителството, постоел сомнеж дека инспекторите на УЈП директно комуницирале со собственикот на Пулс Дејан Јованов и го информирале дали и кога дискотеката ќе биде контролирана. Таквата комуникација се одвивала преку апликацијата Вибер, беше објавена и во медиумите, а покажа дека даночните инспектори добивале и подароци. Меѓу лицата кои се уапсени е и Драганчо Паунов, кој е брат на ВД председателката на Скопскиот кривичен суд,
кој според објавените разговори бил во постојана комуникација со сопственикот на дискотеката и го информирал за плановите на Штипската централа на УЈП. Јавноста беше запознаена дека се водеше предистражна постапка за лица кои што беа вработени во управата за јавни приходи, а поврзани со на некој начин со кочанскиот предмет. Овој предмет не може да се спои со сегашниот кочански предмет, затоа што овде не е поврзаноста на штетната последица, односно смрт. Ова се кривични дела за злоупотреба, давање и примање подкуп, што нема врска со овој кривичен правно настан. Апсењата на инспектори на управата за јавни приходи од Штип и Струмица доаѓа по неполни 24 часа од почетокот на судењето за кочанската трагедија. Во својот воведен говор, обвинителството најголем простор обезбеди за сопственикот на дискотеката Јованов, за кој се вели дека негов единствен интерес бил профитот. Токму тој се наоѓа во центарот на денешната полициска акција за апсење на инспекторите на УЈП кои земале подкуп и подароци од Јованов. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Актуелниот генерален секретар на антикорупцијската комисија добил највисока оценка од 96,5 бодови по интервјуата со кандидатите за нов председател на комисијата. Зад него по број на бодови се поранешниот ревизор Бранко Смилевски и професорот по право Кимо Чавдар. Утре се очекува на комисијата за избори и именување да биде избран и конечниот кандидат за прв човек на антикорупцијска. Актуелниот генерален секретар на антикорупцијска Адем Чучуль, поранешниот ревизор Бранко Смилевски и деканот Кимо Чавдар се трите имиња кои би требало да влезат во потесниот круг за избор на наследник на Татјана Димитровска. Сител дојде до неофицијалните средни оценки кои ги добија 10 кандидати за нов председател на антикорупцијска. Највисока оценка, 96,5, доби генсекот Чучуль, а потоа следуваат Бранко Смилевски и Кимо Чавдар. Најниски оценки добија правникот Владимир Наумовски и адвокатката Тодоровска. 10 кандидати за председател на антикорупцијска минатите 2 дена беа на интервјуа во собранието пред представниците на комисијата за селекција. 30 минути се представуваа и одговараа на прашања на претениците и правните експерти. Денеска во собранието, зад затворени врати се вршеше нивно оценување, а утре се очекува на комисијата за избори и именувања да биде избран и конечниот кандидат за прв човек на Државната комисија за спречување на корупција. Антикорупцијска добива нов председател откако Татјана Димитровска си поднесе оставка откако стана обвинета во случајот Адитив. Обвинета е за оддавање службена тајна и компјутерски фалсификат. Според обвинението, таа на лице обвинето во случајот Адитив му пренесувала информации од предмет кој за него се водел во антикорупцијска. Дополнително, одговара и за фалсификување на сертификат за државна тајна, бидејќи во незино име друг го полагал електронскиот испит. Даниел Василев, Сител телевизија. А реформите во правосудството добиваат нов моментум по локалните избори. Законот за судски совет наскоро патува во Брисел, а интензивно се работи на кривичниот законник. Во меѓувреме премиерот повтори дека не гледа причина да се зголеми буџетот за правосудниот систем, кога тој е повисок од 75% од земјите членки на Европската унија. Законот за судски совет, кој е дел од сетот реформи во правосудниот систем, поминал на влада. Сега Муртазани има задача да го испрати во Брисел за Европската комисија да напише евентуални забелешки. Кога истиот ќе се врати дома, следува процес на имплементација на забелешките, пред официјално да биде испратен во собрание, за да добие амин од пратениците. Законот ја помина целата владина процедура и на последната седница на владата е донесен законот. Очекуваме во брз период од како ќе биде пратен, да биде доставен до нас, заедно со одредени евентуално забелешки, кои повторно ќе бидат надоградени законските решенија со истите и веднаш ќе биде испратен во собраниска процедура. Првично овој закон требаше да биде донесен до јуни, но добивме грејс период до јуни 2026 година. Иако се подготвува нов, актуелниот мора да се почитува. Па почитувајќи го актуелниот, денеска собранието распише оглас за нов член на судски совет, бидејќи за кратко истекува мандатот на Селим Адеми. Во моментов сите органи и институции се должни да ги почитуваат важечките закони, без разлика во која фаза на донесување се новите закони кои што се дел од пакетот на реформската агенда, меѓутоа не облигаторно, меѓутоа треба да ги имат во предвид и критериумите, очекувам да ги имат во предвид при изборот и критериумите кои што се содржани во новото законско решение, кои се дел од препораките на оценската мисија.
Од Правда вела дека работат и на другите закони кои се дел од пакетот реформи во правосудството, меѓу нив и измената на кривичниот законник. Во меѓувреме, премиерот уште еднаш повтори дека не гледа причина да се зголеми буџетот за правосудството, бидејќи Македонија како држава одвојува од буџетот пари за правосудниот систем повеќе од 75% од земјите членки на Европската унија. Јас мислам дека 0,25% е нешто кое што е прифатливо за судовите и 0,1% за обвинителите или севкупно 0,35% од нашиот бруто домашен производ. Ке повторам, има председатели на судови кои што имаат месечни примања од околу 180.000 денари. Јас како премиер јавно кажувам, мојата плата со стажот во годините кои што ги имам од претходно е 155.000 денари. Значи, отприлика 2.500 евра. Еве, не мора да е многу подоле, барем иста нека биде на председателот на суд. Дополни дека нема да се мешаат во плановите за вработување и напредување, но како влада се одговорни за трошење на секој денар народни пари. Габриела Лескова, Сител телевизија. Премиерот не гледа потреба од нов коалиционен партнер во владата по уценувачките услови од Зијадин Села со кои би се приклучил кон мнозинството. Министерските и директорските места ослободени по локалните избори ќе се пополнат следната недела. Според информациите на Сител, вреди одлучиле Беким Сали да биде само вице-премиер, а Мухамед Хоџа министер за животна средина. Арбен Фетај во идната реконструкција на владата би ја напуштил позицијата вице-премиер за добро владење и би го заменил Орхан Муртезани во ресорот европски прашања. Воедно премиерот не ја разбира и тезата за блокада на реформските закони со Бадентерово мнозинство, доколку се тие во интерес на граѓаните. Следната недела ќе бидат познати имињата на новиот вице-премиер како и министерот за животна средина по заменувањето на Изет Меджити, потврди премиерот. Ова ќе бидат кадровски решенија само за празните места. Апсолутно ќе ги поднесеме. Не, на почетокот на следна недела ќе ги поднесеме имињата. После за другите, откако ќе заврши кандидатурата? Потоа имаме план на активности што планираме да ги правиме и внатре-партиски и потоа со институциите, така што еве да се додиме чекор по чекор. Фотелјата на Беким Сале за вице-премиерската позиција веќе договорена, тврдат од вреди. Иако не сакаат да откриваат имиња, велат во завршна фаза се разговорите и за позицијата во животна средина. Уште немаме конечен расход од тоа, се знае дека само прв заменик премиер ќе биде Беким Сали, но како ќе го изведеме тоа, уште сме во преговори, во последната фаза од овие преговори, набрзо ќе бидете запознаени. Само за празните позиции ќе има имиња, инаку и премиерот најави дека реконструкција ќе има во првото тримесечие од наредната година. Неофицијално, според информации на Сител од коалицијата вреди, министерската позиција во животна средина ќе ја пополни поранешниот владен портпарол Мухамед Хоџа, а со реконструкцијата на владата, според истите извори, Арбен Фетај од вице-премиер за добро владење ќе премине во Министерството за евроинтеграција. И покрај условувањата и барањата кои ги испорача Зијадин Села за евентуално влегување во влада и зголемување на парламентарното мнозинство, премиерот Мицкоски не гледа потреба од нов коалиционен партнер, ниту пак ја разбира тезата за блокада на реформски закони со Бадентерово мнозинство. Мислам дека како влада имаме историски високо мнозинство во парламентот, двотретинско, и во овој момент нема такво размислување. Погрешна е таа теза. Ако се тие реформски закони, тогаш јас не гледам причина зошто пратениците во парламентот не би поддржале реформски закони. Навистина не ја гледам причината зошто, ако е нешто реформско и добро, нели сите сме за Европа. Тогаш треба сите да поддржиме реформски закон кој што го поддржала Европската комисија. Доколку владиното мнозинство носи закони кои што се антиевропски, антиреформски, етноцентрични, тогаш би ја прифатил таа теза во ред, затоа е алатката Бадентер. Наспротни Мицкоски, албанскиот владин партнер пак не гледа проблем за нови партнери во влада. Велат течат разговори, но детали не споделуваат. Ивана Соколович Најдова, Сител телевизија. Анонимни телефонски линии преку МВР за пријавување корупција и девијантно однесување во здравството најави премиерот Мицкоски по индициите за корумпирани здравствени работници. Наместо електронски уред, дел од студентите избираат кеш пари за ваучерите од владата.
и постдипломци аплицирале и добиле ваучери иако не им следуваат. Анонимни телефонски линии преку МВР за пријавување корупција и девијантно однесување во здравството, најави премиерот. Ова следи по индициите што ги има владата дека дел од здравствените работници во јавното здравство се корумпирани и не работат во интерес на пациентите. Анонимни телефонски линии за пријавување мито и останати девијантни појави во здравството, најави премиерот Христијан Мицкоски. Ова следи по информациите кои стигнувале до владата, дека одредени здравствени работници повеќе ги интересирале парите, отколку здравието на пациентите. Луѓе алармираат, даваат одредени индиции за одредени појави кои што не се добри, кај одредени лица, но никако да дојдеме до реализација и до доказ. Тоа е она кое што за мене представува како прв човек на владата озбилен предизвик. И убеден сум дека во периодот кој што следи ќе дојдеме и до такви озбилни докази за тие индиции кои што луѓето ги кажуваат. Линиите ќе ги координира Министерството за внатрешни работи. По завршување на подготовките ќе ги објават и броевите и како ќе функционираат. Дискрецијата ќе биде гарантирана, рече премиерот, и ги повика граѓаните да се охрабрат и да пријавуваат корупција, не само за лекарите, туку и за сите фирми кои работат во здравството. Секој оној кој што пријавил, успешно се завршила таа акција. Почнувајќи од оној врховен судија, па завршувајќи со овој последниот случај со директорот во платежната агенција. Затоа ги повикувам граѓаните да се охрабрат и да го кажат тоа. Затоа што имаме огромен број на луѓе кои што честно си ја вршат работата, помагаат и капа доле, но имаме малкумина, неколкумина кои што за жал го контаминираат се тоа заедно со оние мешетари околу здравството, не во здравството, туку околу здравството, кои што децении го отсицаат здравството. Алатка за пријавување неправилности во здравството на веб страницата промовираше и министерот Азир Алиу веднаш постапувањето на функцијата. Тој обелодени и случај за мито, но не соопшти конкретни детали. Александар Динев, Сител телевизија. Наместо тројца експерти, конзилијарниот тим за одобрување на кардиолошките операции ќе брои 5 доктори, најави министерот Алиу. Новите протоколи ќе бидат готови за 2 недели. Воведувањето второ мислење следи по обелоденувањето на првичните информации од извештајот во кој секој втор пациент бил непотребно опериран. Не тројца, туку 5 стручни доктори ќе бидат во хар тимот што ќе одлучува дали пациенти имаат потреба од кардиохирушки операции или не. Не е дефинирано колку вакви комисии ќе функционираат, но како што вели министерот Азир Алиу, второ мислење ќе има за сите случаи и во државно и во приватно здравство. Доколку кардиолог по направени диагностички процедури одлучи дека на болниот му треба бајпас, целокупната документација ќе ја разгледува хар тимот, кој може да даде зелено светло за влегување во сала, но и да одлучи дека пациентот ќе продолжи со конзервативен третман. Еден од начините како се работи во светот, а да имаме второ мислење за секој пациент дали треба да се оперира или не треба да се оперира, се креира таков тип на хард тимови. Вчера имав состанок со советодавното тело, анализирана беше идејата, таа идеја веќе и тој стил на креирање на политики и на методологии функционира во светот. Истиот ќе биде имплементиран кај нас. Ќе креираме нов протокол, ќе треба да се креира за да може таа компонента на хард тим да биде дел од протоколот. Воведувањето на второ мислење за секоја кардиохирушка интервенција доаѓа по обелоденувањето на правичниот извештај на интерната комисија, дека кај повеќе од половина од анализираните случаи утврдиле дека неправилно биле третирани и неправилно оперирани. Според здравствените власти, хард тимовите треба да ја сменат оваа пракса, а најавите на Министерството се дека ќе почнат со работа на почетокот на декември. Една недела ни треба, најверојатно до наредната недела ќе ги знаеме новите протоколи и ќе може од наредниот понеделник, значи за 2 недели од сега, да функционираат таквите хард тимови. Додека почнат хард тимовите, интерната комисија ќе продолжи со физичко присуство во здравствени установи каде прават кардиохирушки интервенции и на лице место ќе разгледуваат случаи.
Во меѓувреме Алиу најави дека во тек били административни процедури за потпишување на договори со тројцата странски доктори, кои ќе бидат вклучени во креирање на финалниот извештај, колку и каде без потреба биле оперирани пациенти. Овие активности во кардиохируршката дејност следуваат по изјавата на доктор Сашко Кедев пред неколку месеци, дека во приватни болници без потреба правеле операции на срце. Сања Димитровска, Сител телевизија. Нов апарат за магнетна резонанца од 1,5 Тесла, 2 лапароскопски столбови, инструментариум, односно апаратура за користење во салите за травматологија доби Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски. Вкупната вредност на опремата која клиниката доби со помош на владата е околу 1,5 милион евра. Директорот на клиниката Небојша Настов најави одвојување на ургентниот центар од амбулантите. Среќен сум што имам прилика да презентирам дел од опремата која што ја добивме со помош на владата. Значи, овде е само мал дел од тоа што е добиено. Главниот акцент е на новиот апарат за магнетна резонанца од 1,5 Тесла. Понатаму може да видите во позадината, значи има и 2 лапароскопски столба, инструментариум, односно апаратура за користење во салите за травматологија во самата клиника. Планот е во соработка со владата да се направи фактички во просториите на болницата, значи нема да бара никакво екстра градба, значи пренамена на одредени простори, да се отвори ургентен центар кој што ќе има комплетно посебен влез и каде што нема да се мешаат ургентните пациенти со оние кои што доаѓаат на редовни контроли и оние што доаѓаат закажани со мој термин. Неколку точки ширум државата се критични по обилните врнежи од дожд. Ситуацијата во моментот е стабилна, а информациите со кои располага управата за хидрометеоролошки работи не очекува во наредните денови ситуацијата да се влоши. Надлежните уверуваат дека се подготвени да одговорат на сите евентуални поплави и излевања на реките доколку се случи такво нешто. Според информациите на регионалните центри на ЦУК, во последните 24 часа нема пријави за сериозни штети поради врнежите од дожд. Речни корита се со висок водостој, но за сега нема опасност од изливање. Неколку локални критички точки се слезат, меѓу кои кај мостот, кај Башино, село Велес и реката Сушица во Охрид и делови од реката на Вардар, каде се преземат мерки за расчистување. Екипите се на терен и интервенираат каде таму што е потребно. Се апелира до граѓаните внимателно да се движат покрај реките, особено во регион со зголемо водостој. Кој ќе биде македонски судија во Европскиот суд за човекови права и од што зависи? Дали активностите како адвокат на македонците пред судот се предност или недостаток? Има ли надеж за спроведување на 16 пресуди во корист на македонците во Бугарија? Има ли начин Софија да се принуди за почитување на судот? Тема на денот со Тони Менкиновски, кандидат за судија во Судот за човекови права во Страсбург. Наместо електронски уред, дел од студентите избираат кеш пари за ваучерите од владата за секој додипломец во вредност од 15.300 денари. Ваучерите не можат да ги дадат на друго лице, бидејќи се персонализирани, но затоа уредите дел од нив ги продаваат по пониска цена само за да дојдат до кеш пари. Дел од постдипломците исто така аплицирале и добиле ваучери, иако не им следуваат. Од опозицијата прашуваат дали власта направи се за дали намерно направи намерни злоупотреби. Продавам ваучер за електронски уреди во износ од 15.300 денари за лаптоп, таблет, персонален компјутер, кој може да се искористи во поголемите продажни салони. Локација Скопје. Цена 11.000. Лајки ќе ве контактирам. Вакви огласи масовно се шират на социјалните мрежи. Студенти кои добиле ваучер од државата го продаваат за кеш, и тоа за значајно помала сума. Но се отвора дилемата, како ќе го користи ваучерот тој што го купил. Мислам дека и да ги препродаде, не би можеле да бидат искористени, бидејќи таму се со лични податоци, така што мислам дека се тие обиди јалови, но тоа мене ме загрижува. Злоупотребата и фалсификувањето на ваучерот за набавка на електронски уред подлежи на казна согласно со кривичниот законник. Стои во законот за издавање ваучери. Од друга страна, студенти запишани на мастер студии се пријавили и добиле ваучер, иако не им следува.
На постдипломците вчера им бил пратен мејл дека не можат да го искористат затоа што не ги исполнуваат условите. Законот вели дека право на ваучери имаат студентите на додипломски студии, на интегрирани студии до 29 години. Тоа е законот и според законот така и ќе си добијат студентите ваучери. Од опозицијата пристигна критика. Се случи дебакал на една неспособна власт, која не знае да организира ниту наједноставна мерка. Ваучери за електронски уреди за студентите од првиот циклус на студии. Прашање е дали се направени и намерни злоупотреби. Власта создаде ситуација во која за младите е непознато што ќе се случи со студентите кои веќе земале уред со одобрениот ваучер. Никој не виде бенефит од оваа власт. Не може младите во Македонија да бидат колатерална штета на неспособноста на ДПМН, велат од СДСМ. Заклучно со вчера, 27.000 студенти ги подигнале ваучерите. За оваа намена, владата одвои на 13 милиони евра од буџетот. Мартин Арсов, Сител телевизија. Намалување на вредноста на минималната кошничка бележи синдикатот во ноември. Цената е намалена за 370 денари, пред се поради пониските цени на овошјето и зеленчукот. Според очекувањата на владата, инфлацијата на крајот од годинава ќе се спушти на 3,5 до 4%. Граѓаните пазареле поевтино во ноември. Минималната кошница е намалена за 370 денари во споредба со октомври, што според синдикатот се должи на пониските цени на овошјето и зеленчукот во маркетите. Сепак регистрирани се и поскапувања, а значителен скок има кај цената на јајцата. Нажалост, видовме многу поскапени продукти, како што се јајцата, например, 39 денари зголемени за еден месец и ред други. Меѓутоа, генерално 300 денари е поевтин животот од ноември, мислам споредбено со месец октомври. Синдикалната кошница покажува дека на домаќинствата им биле потребни нешто над 65.000 денари за да го поминат месецот. Повеќе од третина трошат само за храна, а остатокот за сметки, транспорт, облек, образование, здравство. Токму поради високите цени, ССМ не отстапува од барањето за зголемување на платите, а приоритет е скок на минималната. Денешните плати се сведени на храна и лекови, а мислам дека македонскиот работник заслужува малку подостоинствен живот и да не биде дека само ние упорно бараме зголемување на плата, а цените се ниски. Цените можеби од месец во месец бележат благо намалување или зголемување, но генералната слика е дека многу е поскапен животот во Македонија и многу е опадната куповната моќ на луѓето. Министерот за економија пак Дурмиши неделава изјави дека зголемувањето на минималецот на 500 евра ќе подгре инфлацијата која постепено се стабилизира. Во октомври трошоците за живот се зголемени за 4,5% и според владините очекувања до крајот на годината истата ќе се спушти меѓу 3,5 и 4%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Трамп и Путин имаат